како што ја рекоме Котичарката, кои што имаат многу бројна публика. Напред, добродојдени. Пред било што да ви честитам и вам и на вашите гледачи новогодишните празници и нова година и да ви посакам успешна работа во следната година. Како една многу пријатна и убава новогодишна честитка за Федерацијата, а и за целата македонска јавност ни ја приреди Илина, испраќајќи ни информација од најјужниот, најсуровиот, најладниот крај од оваа планета, а тој од Антарктикот, кога ни ја соопшти убавата вест дека успешно искачена на Винсон планината на Антарктикот и со тоа е заокружен нејзиниот, а и проектот на ФПСМ и проектот на Агенцијата за млади и спорт Seven Summits, 7 искачени врвови на највисоки врвови на 7 континенти, односно на 7 места на земјата. Јас сум Ана Манасиева од Агенцијата за млади и спорт. Најпрво ми драго ми што сум тука денес и што имам можност во име на агенцијата да ја посакам искрени честитки на Илина за остварениот успех и за остварените резултати. Тоа е навистина големо достигнување и ние сме горди што е Агенцијата за млади и спорт го поддржа овој успех на Илина. И можам слободно да кажам дека ќе продолжиме и понатаму да ја поддржуваме нејзината работа и проектите. Она што дополнително би сакала да го напоменам е дека во изминатите 2 години Агенцијата за млади и спорт преку посебна програма ги поддржува жените во спортот. И сакам да кажам дека овој успех на Илина искрено се надевам дека ќе биде дополнителна мотивација за многу девојчиња и жени да почнат професионално да се занимаваат со спорт. А кој е другиот македонец освен Илина? Вилета 20 Сашко Кедев како прв македонец, Илина како прва македонка, значи вкупно двајца за сега, а јас се надам дека овој број ќе се зголемува. И тројца македонци кои што стапнале на тлото на Антарктика. Јас сум првиот, Сашко Кедев е вториот, Илина е трет. Иво поиш. Благодарам уште еднаш на присуството и да нема да се повторувам. Само ќе кажам, значи, низ неколку слайдови за да видите како тоа малку визуелно прикажано. Ќе покажам дел од она што се случуваше последните 9 години. Прво да кажам дека навистина е прекрасно чувството кога човек ќе достигне на своја животна цел пред себе или самиот себе си, но уште повеќе кога со тоа ќе предизвика гордост кај целата своја нација. Посебно беше чувството кога по завршување на 7-миот врв и моето пристигнување во Скопје на аеродромот, на Скопскиот аеродром, освен најблиските, тука ме пречека и група планинари, мои пријатели, колеги, начело со професорот Угриновски, кој што го е и првиот македонец кој што стапнал на поларното тло на Антарктикот во 2002 година. И навистина ме направи тоа да се чувствувам посебно и дека овој подвиг навистина значи. Сите тие луѓе, значи, на свој начин беа со мене и ме мотивира да останам истрајна до завршување на оваа мисија.